Голем број верници синоќа и денеска ги исполнија црквите и манастирите во регионот празнувајќи го верскиот празник Света Петка. Кон светите места од понов датум е и манастирот во селото Тркање, каде вечерта и предпладне се слеа голем број верници да запалат цвеќи за здравје и да се извидат со роднините и пријателите, посебно со изселениците кои деновиве се во родните краишта. Членови на иницијативниот одбор велат дека последната деценија овде вредно се работи за манастирот да ги оформи сите содржини, при што се надеваат дека наскоро представници на Македонската православна црква ќе го осветат за да биде рамо до рамо со другите светилишта. Ова почна една иницијатива на мал дел, мала група луѓе од нашето село, која што понатаму ја прифативме сите. Почнавме да организираме само средби во почеток, потоа еве настана и оваа градба меѓувреме. Пошто го чествуваме денот на Света Петка, таму направивме и мало објектче каде што можат луѓето и да се помолат. Све со намера да се собереме барем еднаш годишно цело село на едно место. Бидејќи селаните и верниците многу направија, сега очекуваат да им помогне општината да се асфалтира патот низ селото до манастирот и да добијат осветлување. Јас би сакала и еден апел да упатам и до надлежните институции да не посетат, да видат како го организираме собирот и да преземат чекор, да го направат патот до овде, видовте дека не е направен за возила, да ни донесат осветлување овде, да не правиме некои импровизации, него да имаме осветлување. Се надевам дека тоа ќе го слушнат. Жителите на селото Тркање се обединија околу воздигнувањето на манастирот, секој помага колку што може за да се доизгради и претвори во место кое ќе биде посетувано преку цела година. Овој што е изградено тука се од нашите селани. Тука збереме се, акција направиме. Оваа година направиме оваа надстрешница 18 метра на 6. Направиме стаза, направиме тука. Лани купивме котли, купивме на плин, пред тоа се готвеше на дрва. После направивме да се готве на плин. Значи, оваа надстрешница ја прави. Секоја година се понешто. За до година таму, кај свеките може да видите, не е добро место. Планираме да го прошириме тај дел. Оваму доле да го направиме дзидо. Немаме санитарен чвор. Трканчани се убедени дека и овој манастир ќе се развива и ќе биде еден од најпосетуваните во регионот, бидејќи имаат поддршка како од печалбарите распрскани низ диаспората, така и од бизнис секторот во општината.